Оваа влада има мандат до мај 2028 година, но премиерот Мицкоски јасно стави до знаење дека доколку опозицијата продолжи со деструктивни политики и обиди за дестабилизација на државата, предвремени избори ќе има. Опозицијата е оптеретена бидејќи често пати кај нив Фројд работи. И тоа е најголемиот проблем што мислам дека во моментот го имаат кај себе. Мојот став е јасен дека ова влада има мандат до пролета 2028 година. И ние сме фокусирани на тој мандат да го испорачаме она кое што граѓаните го очекуваат од нас, вклучително и вакви капитални проекти. Но се разбира, доколку сме предизвикани, ние сме тука, подготвени сме да одговориме на тој предизвик. За блокираниот процес на измени во изборниот законник, Мицкоски не е оптимист дека договор е можен денес на последниот ден од истекот на рокот. Не сум оптимист, затоа што имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Ние како владина коалиција го усогласивме нашиот став и на маса им кажавме: еве, договорете се, напишете го, донесете го, се додека гласањето на диаспората е вклучено во истиот, ние бланко ќе го поддржиме. Поминаа денови, тие се натегаа кој кого ќе го викне и каде ќе содржи тој состанок помеѓу опозицијата. Јас денеска еве ги повикувам на зрелост, на одговорност и претседателите на Демократската унија за интеграција, СДСМ, Левица, крилата на Зијадин Села, на Арбен Таравај да седнат заедно како опозицијски партии, да се договорат и нека донесат закон во кој што е вклучено гласањето на опозицијата. Еве, ние до кога они ќе го сметат дека тоа е завршено, кога ќе го донесат, ние ќе го прифатиме. СДСМ преку соопштение до јавноста тврдат дека измените во изборниот законник не се услов и дел од реформската агенда. Иако подобрувањето на изборното законодавство е дел од пошироката реформска агенда, конкретните решенија кои во моментов ги турка власта не се обврска кон Европската унија, ниту представуваат услов за напредок во преговарачкиот процес. Ова се нивните собствени предлози, а не европски. Тоа се решенија кои отвараат простори за манипулација и контрола на изборниот процес, особено во делот на гласањето на диаспората. Наместо да се занимаваме со тоа како да се заштити волјата на граѓаните, се врши притисок да се прифатат решенија кои возможуваат изборна кражба. Стои во соопштението на СДСМ. Мицкоски не е расположен да го коментира СДСМ, но вели дека ова прашање е од суштинско значење за демократскиот капацитет на државата и дека сите политичари треба да покажат одговорност пред граѓаните, поради што и изјави: ова прашање заслужува коментар бидејќи е значено за граѓаните и за државата. Впрочем, сите можеа да ја слушнат комесарката Марта Кос како таа тоа го кажа. Мене не мора да ме слушаат, неважен сум јас во случајот. Еве, нека ја слушаат комесарката Кос. Таа го кажа дека тоа е дел од реформите кои што се битни за евроинтеграција. Левица има јавен договор со Мицкоски, обвинуваат денес од СДСМ низ соопштение. ВМРО ДПМН е возврати. СДС, Левица и ДУИ се здружуваат во обидот да го блокираат напредокот на државата и да ги закочат реформските процеси. Левица повторно ја игра улогата на сателитска партија на ВМРО-ОКГ. Наместо да биде дел од опозицијата, таа продолжува да ја штити власта на Христијан Мицкоски со напади врз Социјалдемократскиот сојуз и со спречување на секој обид за опозицијско обединување. Левица не е опозиција, таа е партија за ништо. Партија против НАТО во земјата членка на НАТО, партија против Европската унија во земја кандидат за членство во Европската унија, проруска партија во земја чии стратешки партнер се Соединетите Американски држави, во земја каде што 77% од граѓаните се за европска интеграција, а 72% се за НАТО. Левица отворено се позиционира против волјата на мнозинството. Стои во соопштението на СДСМ. Тоа што не се донесе изборниот законник е показател за тоа дека Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ, кога ќе имаат можност, ќе го блокираат напредокот на државата. Изборниот законник, освен што треба да се донесе поради барање на политичките партии, треба да се донеси поради вметнување на препораките и забелешките од ОПСИ и ОДИХР. Но,
тој треба да се донесе и затоа што е дел од реформската агенда во кој ние како држава сме лидери во регионот. Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ се директните виновници за тоа што помина рокот за носење на изборниот законник со кој ние како држава би добиле повеќе средства од планот за раст. Струјата од јануари ќе поевтини, потврди премиерот Христијан Мицкоски, демонтирајќи го опозицијскиот лидер Венко Филипче дека престои тешка есен и изголемување на цената на струјата. А коментарите, доволен коментар е што веќе трета година почнуваме од мандатот, цената на електричната енергија за граѓаните не само што не е поскапена, туку се обидуваме да најдеме формула од јануари месец да поевтиниме, а во времето на владата на СДСМ и ДУИ таа порасна за 1/3 цената, зборувам на електричната енергија. Тоа се мерливи компаративни резултати и бројки. По тоа ние можеме да споредуваме, а не по политичка лажна реторика. Во однос на цената на горивата и новата воена состојба во Ормудскиот теснец, Мицкоски увери дека владата внимателно ја следи ситуацијата и превзема соодветни мерки за да ја заштити домашната економија. Кризната состојба е до 20 јули. Мислам дека веќе се исполнети условите, да веќе од понеделник имаме повторно намалување на акцизите за безоловниот и за дизелот. Да почекаме, денеска сме 15 да затворат берзите за да направиме анализа за првите 15 дена. Така што остануваме посветени на таа политика, имаме убедливо најниска цена на гориво. Некој ќе рече, ама платите кај нас какви се во Германија, какви се? Да, ама цената на горивата е од берза. Од кај што купува Германија, купуваме и ние. Не купуваме ние од различно место, ние немаме во двор извор на нафта, па од тој извор на нафта да ги полниме резервоарите на нашите автомобили. Така што од кај што купуваат, тие купуваме и ние. Прашањето е зошто е таму 2 пати поскапо, зошто во Албанија е 70% поскапо, зошто во Грција е речиси 2 пати поскапо, зошто во Србија е 50% поскапо. Тоа се политиките на оваа влада во насока на подобар стандард за граѓаните. Државата од предстојната есен ќе добие нов статистички механизам за анализа на трошоците на домаќинствата и креирање на идните економски стратегии. Заменик министерот за економија Мајан Ристевски најави дека имплементацијата на новосоздадената просечна потрошувачка кошничка, која веќе е усвоена од Економско-социјалниот совет, се очекува да започне во септември. Во еден период од опозицијското делување, ВМРО-ДПМН беше изложено на силна агресија, поради што беа поведени бројни судски процеси против партијата и поединци. Одлуката на судот за случајот Талир е очекувана, изјави председателот на партијата Христијан Мицкоски. Вчера конечно судот што се однесува до политичката партија ВМРО-ДПМН донесе пресуда која што е пресуда во согласност на правдата и сето она кое што представува очекување на граѓаните. Што се однесува за другиот дел од пресудата и лицето кое што е офатено со другиот дел од пресудата, од она што може да го прочитам од одговорот на Кривичниот совет при Основниот суд, можам да заклучам дека станува збор за последица од законските измени во Кривичниот законник донесени од претходната влада на СДСМ и ДУИ, и како резултат на тие законски измени ние кажавме во минатото, многу политички амнестии имаше, но многу политички амнестии и ќе следат. За жал, еднаш кога ќе направите грешка, таа грешка потоа станува правило и ве следи. А што се однесува до политичката партија, најголемата политичка партија во државата ВМРО-ДПМН, можам да кажам дека конечно правдата е задоволена. 41-годишниот Александар Лазаров Цуната од Кочани, по кого беше распишана централна и меѓународна потерница откако избега од полициската станица во Кочани и уапсен од полициски службеници од СВР Скопје. Тој е осомничен за кривично дело поврзано со невластено производство и трговија со дрога. Вчера подобиени оперативни информации за лице за кое од страна на Министерството за внатрешни работи е распишана централна и меѓународна потерница, од страна на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје потраги од слобода е лишен Александар Лазаров од Кочани. За Александар Лазаров беше распишана потерница по барање на Основен суд Кочани, осомничен за сторено кривично дело по член 215 став 1 од Кривичниот законник. Лицето е спроведено во полициска станица Кисела Вода за понатамошна постапка. Албанија на меѓувладена конференција
Во Брисел ги затвори првите 3 поглавја од пристапните преговори со Европската Унија. Станува збор за поглавје 25 наука и научни истражувања, поглавје 26 образование и култура и поглавје 30 надворешни односи. Земјата ги има отворено сите 33 преговарачки поглавја. На заедничка пресконференција со еврокомесарот за проширување Марта Кос, албанскиот премиер Еди Рама на затварањето на 3 поглавја го оцени како значаен исчекор на неповратниот пат на Албанија кон Европската Унија. Албанија покажува резултати, Европската Унија покажува резултати. Албанија напредува и Европската Унија реагира на тоа, изјави Рама. Косово ја прогласи српската министерка за државна администрација и локална самоуправа Снежана Пауновиќ за персона нон грата, вовидувајќи трајна забрана за нејзин влез или транзит низ земјата. Одлуката е донесена откако Пауновиќ изјави дека да беше на местото на Слободан Милошевиќ, таа ќе го исчистеше етнички Косово во 1998 година. Вршителот на должност на министер за внатрешни работи Джелел Свечла рече дека јазикот на Пауновиќ е продолжение на државната политика што доведе до децении насилство, злосторство и обиди за протерување на албанците од нивните земји. Тој додаде дека ваквите изјави треба категорично да бидат осудени од сите земји. Српскиот председател Александар Вучич планира да се врати на функцијата премиер по предвремените избори подоцна оваа година. Вучич самиот го изјави ова во интервју за Financial Times. Вучич додаде дека ќе ги засили своите напори за вклучување на Западен Балкан во Европската Унија како единствен блок. Србија е кандидат за членство во Европската Унија од 2012, но процесот на пристапување е заглавен за време на 13 годишното владење на Александар Вучич, кој извршуваше разни функции во оваа земја. Неговите противници го сметаат за корумпирани, автократски, а ја критикуваат и Европската Унија, што не врши поголем притисок врз Србија за демократски реформи. Поради сериозен дефект на главната водоводна линија, повисоките делови во Делчево и околните населени места се без водоснабдување. Екипите на јавното комунално предпријатие Брегалница од вчера интензивно работат на отстранување на дефектот, кој бара подолга санација. Останува збор за преснување на разводна елемент по главната шахта број 1, кој што според самата специфичност за неговата изработка е потребно повеќе време за истиот поитна поставка да се изработи и набави, истиот да биде вграден од стручните служби на наш приемно комунално предпријатие. Во меѓувреме општината ги мобилизираше сите надлежни органи, како и снабдување со вода на институциите и граѓаните. Сите клучни институции, како здравствениот дом, детската градинка, диализата во Делчево, веќе се обезбедени со сите потребни постојани количини за вода за пиење од страна на нашите надлежни служби или подочно нашата територијална противпожарна единица. Инаку општина Делчево во соработка со територијалната противпожарна единица од Делчево, јавното комунално предпријатие од Делчево, општинската организација на Црвениот крст и општинско одговорни компании имаат организирано веќе пунктови за доставување на вода за домаќинствата на регионите, кои што распред ќе го објавиме денеска на нашата официјална страна. Паралелно на тоа, во текот на денот имаме и распред за пунктови за достава на техничка вода за пиење. Градоначалникот Гоцевски, кој е воедно и раководител на кризниот штаб, упати апел до граѓаните. Во овој момент како градоначалник на општина Делчево и како раководител на општинскиот кризен штаб, сакам да апелирам до сите граѓани на општина Делчево процесот за дистрибуција на вода за пиење и техничка вода да се реализира во најдобар ред и почитување на утврдената динамика со лицата на терен. Упатувам паралелно на ова и јавна благодарност до сите вработи на јавното комунално предпријатие Брегалница од Делчево и на територијалната противпожарна единица од Делчево, кои вложуваат надчовечки напори во овој момент за побрзо одминување на оваа состојба, како и до сите кои што веќе покажаа личен интерес за вклучување со помош на нашите институции во решавање на овој настанат проблем. По санацијата ќе следи хемиско-бактериолошко испитување на целокупниот водоснабдителен систем, процес кој може дополнително да го продолжи рокот на водоснабдувањето. Иако градежните активности кај источниот булевар се одвиваат побавно, во моментот при крај се работите за поставување на атмосферската канализација и се тампонира велосипедската патека. Ова неодамна го изјави градоначалникот на општина Кочани, Владко Грозданов. Очекуваме за источниот булевар многу брзо да започнеме со асфалтирање на истиот. При крај е Жикол со изведбата на атмосферската канализација. Во моментот на источниот булевар се тампонира велосипедската патека и за многу брзо време
очекуваме да се започне со асфалтирање, со што тој ќе добие нов лик, а веднаш се префрлуваме на лентата која е во правецот кон Кочани, тоест во правецот од Виница на влез во Кочани. Околу изградбата на проектот Јужен булевар се појави нов момент кој се однесува на дислокација на неколку столба од електромрежата. Зафат кој чини околу 200.000 евра и е потребно време од 2 месеца. Инаку во меѓувреме се одвиваат работите околу подготовка на теренот, пошто се очекува да се интензивираат работите на тој дел од патната инфраструктура. Очекуваме од Ева на Македонија дислокација на неколку далеководи, како од Евана, така и од МЕПСО. Евана има за задача да ја дислоцира 9, додека МЕПСО 2 далеководи. И на мостот на Кочанска река се извршуваат одредени работи, односно се копаат подземните столбови и се вршат подготовки за поставување на потисниот цевковод. На мостот на Кочанска река помеѓу улиците Вера Которка и Лазар Андонов се работи, се копат подземните столбови и во моментот на цевководот не се гледаат градежните активности, но изведувачот е во атарот на нивите, кај што треба да се постави цевководот, потисниот цевковод, за кој исто така е капитален проект. Во меѓувреме од општината информираат дека работите се одвиваат непречено и дека овие, како и останатите проекти кои се започнати, ќе бидат завршени во оптимални рокови. Пакет поволности обезбедува општина Карвинци за граѓаните. Субвенционирани ќе бидат набавката на пелети, чиј јавен повик ќе се објави на почетокот од септември годинава. Потем полагање возички испит за младите и помош за набавка на инвертер клима уреди. Ќе бидат објавени претходно документите за истото. Веќе општината работи во овие месец дена на оваа мерка. Ќе се работи за субвенционирање некаде во висина од 20% или не повеќе од 12.000 денари по домакинство, што сметаме дека е навистина од голема помош и поддршка за граѓаните оваа мерка. За прв пат општината излегува во пресред на младите карбинчани со помош за полагање на возачкиот испит. Ќе бидат опфатени и младите луѓе од возраста од 18 до 25 години, а она што е важно е дека општината ќе субвенционира трошокот за полагање возачки испит за Б категорија во висина од 10.000 денари по лице. Општината го враќа и субвенционирањето за набавка на инвертер клима уреди. За изминатите 3 години оваа мерка даде позитивен резултат, при што 130 семејства ја искористија. Тоа значи општина Карвинци во тие 3 години успешно врати некаде 2,5 милиони денари директно кон граѓаните за овој алтернативен начин на загревање на домот. Последните 2 објавени мерки за субвенционирање ќе бидат реализирани во текот на идната година. Со поростот на температурите се зголемува и ризикот од заболувања што се пренесуваат преку загадена храна и вода. Сега е период кога е потребно особено внимание за заштита и превенција од летни инфекции. Во овој период летните инфекции се доста актуелни, затоа потребно е најнапред термички да биде добро обработена храната што ќе се јаде, да се чува во фрижидер, да не биде на долг период надвор на собна температура, да се пие доволно течности и вода, храната која што ќе се обработува секогаш да биде доволно термички обработена. Кои заболувања сега се актуелни и кои се симптомите? Најчесто станува збор за цревни инфекции, предизвикани од бактерии или вируси. Од вирусите најчесто можеме да ги издвоиме ротавирус, аденовирус, додека пак од бактериските најчесто станува збор за салмонела или кампулобактер. Како симптоми најчесто може да се јават обилни повраќања, проливи, може да дојде до треска, покачена температура, може да дојде до болки и грчеви во стомакот, знаци на дехидратација. Во случај на симптоми, важно е веднаш да се побара лекарска помош и да не се земаат лекарства на своја рака. Ние препорачуваме, пред се да се примат витамини, може да се земе пробиотик на своја рака и доволна количина на течности и вода. Во случај доколку се влошуваат здравствените состојби, да се јават кај матичен лекар. Лекарите предупредуваат дека најчести причинители за летните инфекции се бактерии, вируси, па
паразити и нивните токсини, кои најлесно се шират преку неправилно подготвена или чувана храна, небезбедна вода, нечисти раце и лоша хигиена. Подготвената храна не треба да стои на собна температура повеќе од 2 часа, а при температура над 32 степени не повеќе од 1 час. Сточарот Емин Османов повторно доживува голем удар. Пред 10 дена некој му отруви 4 млади крави, а вчера некој му украде 4 телиња од шталата во кој ги чувал на плачковичкиот дел меѓу Штип и Кочани. Петото теле за среќа на Емин побегнало. Кај антената, кај фармата, во објектом, знај, во објектом е затворени ми се телињата кај мене. Не го пуштам у паша, 16-10. Тачно саатот видел човекот, сумнил, он шо ово сега бега овај кола товарено, знаеш ли? Он сумнил, јас ви вика, мисли да го истикам, не може, вика да го истикам, и тркалите на земја не остане, вика. Кражбата со штета која тој тешко ќе ја поднесе, тој ја пријави во полиција од каде чека итна помош, бидејќи продолжили вака, тој ќе го изгуби стадото и екзистенцијата. Пријави синеќе и у Скопје, у Штурмица, ојде, у Иштип кај нас. Кражбите од стадото на Емин се случуваат веќе 10 години, но никогаш како оваа година. 10 години ово има. Ама вака, знаеш, не беше толку отворено да ти кажам, ово сега беше како да е негово одизима. Османов овчера сам бара кој би можел да биде крадецот и тврди дека дошол до важна информација. 4-10 бегали од Кочани еден среднал, со голф тројка, све таблици. Од СВР Штип велат случајот е пријавен и дека на него интензивно работат. Примивме пријава од лицето Емин Османов и веднаш излеговме на лице место, при што екипата на СВР Штип ги собра неопходните податоци и информации. Сега интензивно работиме на вториот случај со пријавената кражба на телиња, велат од СВР Штип. Емин Османов и неговите двајца браќа со години чуваат овци и говеда на Плачковица и тоа им е единствената екзистенција. Како што им тргна, им предстои тешка борба, бидејќи пред да настрадаат кравите и телињата, Гром уби најмалку 30 овци од семејното стадо на неговиот брат. Со полагање на букити цвеќиња, пригодно културно-уметничка програма од дечињата од детската градинка, која го носи името на првоборецот Вера Циривири Трена, денеска се одбележаа 82 години од нејзината смрт. За ликот и делото на Трена пред присутните зборуваше председателот на Штипскиот општински сојуз на борците од народно-ослободителната борба Петар Мицевски. Од родниот Прилеп на Трена обраќање имаше и председателот на Прилепската организација на борци Рубен Белчевски. Името и хероичкото дело на Вера Циривири Трена ќе остане вечно врежано во историјата на нашиот народ, како едно од најграндиозните во времето на народно-ослободителната и антиетничка фашистка војна на Македонија. Нејзиниот животен пат започна во родниот град Прилеп. Судбината сакаше да ја заврши во Штип, во цветот на нејзината младост. И она порака која што одавдека ја праќаме, да се почитува ликот и делото на како на Вера, така и на сите борци, сите оние преживеани кои што ги даде животите и се вложиле во темелите на слободата и независноста на Република Македонија. Владата објави дека постарите тинејџери во Велика Британија ќе се соочат со ноќен полициски час на социјалните мрежи, иако ќе може да го исклучат со промена на поставките на налогот, објавува BBC. Ова значи дека апликациите како Instagram, TikTok и YouTube ќе бидат недостапни по дефолт за лица на возраст од 16 и 17 години помеѓу полнок и 6 часот наутро. Се верува дека мерките во комбинација со ноќниот полициски час ја подобруваат концентрацијата, квалитетот на спиењето и семејниот живот кај тинејџерите. Утре времето сончево со температури до 34 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час. Влажноста ќе изнесува 32%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 34 степени. Пробиштип 33, Чешиново Облешево 34, Кочани 33 степени.
Температурата во Виница и Македонска Каменица до 32 степен, во Делчево 33, во Пехчево и Берово максимални 29 степени. Православните верници утре се спомнуваат за светиот маченик Јакинт, католиците на Кармела.